Во драматичните случувања на внатрешно-политички план, за време на судирот на Комунистичката партија на Југославија со Информбирото, беа репресирани, затворени или политички дисквалификувани поголемиот број од членовите на првиот президиум на АСНОМ, врвни македонски дејци, прекалени комунисти, учесници во народно-слободителната борба, личности кои над сите идеолошки и партиски директиви ја поставија Македонија, незината слобода и независност, како и своите демократски убедувања и заложби за функционирање на правната држава. Меѓу овие револуционерни дејци, припадници на комунистичкото движење и членови на првиот президиум на АСНОМ, во првите редови стои личноста на Петре Пирузе Мајски. Мајски е роден во Охрид на 5 мај 1907 година. Дипломирал на Правниот факултет во Белград во 1936 година. Во периодот меѓу двете светски војни активно се вклучува во дејноста на МАНАПО и во револуционерното студентско и комунистичко движење. Станува член на Комунистичката партија во 1941 година, а во мај истата година е назначен за прв секретар на партиската организација во Охрид. Определен да се бори за национална слобода и социјална правда на својот македонски народ, тој со целата своја енергија активно се вклучува и действува во подготовките за народно-слободителната борба и во создавањето на народно-слободителните партизански одреди. Петре Пирузе Мајски беше државник, воен и политички командант во времето на НОП, инаку член на главниот штаб на НОФИПОМ, командант на втора оперативна зона, член на иницијативниот одбор за свикување на АСНОМ, член на президиумот на АСНОМ и повереник за правосудство. Кога се создаваа никулците токму на таа државноправната власт и владење во Македонија. Пирузе спаѓа во групата македонски дејци кои барале интегрално решавање на македонското прашање, како балканско. Идејата за обединување на Македонија во рамките на една Балканска федерација ја искажал јавно при посетата на Софија во декември 1944 година. Неговата изјава нема да им се допадне на југословенските и британските власти. Британците дури ке побараат од Белград и Софија да преземат мерки за неодмерените изјави на одделни македонски политички личности со цел да се запре нивната активност. Како повереник за правосудство, Петре Пирузе се залагаше пред се најмногу за граѓанско судство наспроти воените судови кои што до тогаш беа применувани, и тоа беа навистина можеби рудиментарни форми, почетни форми на создавање на тој правен систем, меѓутоа втемелувањето несомнено го направи Пирузе во рамките на президиумот на АСНОМ, односно поверенството за правосудство. Односно тоа поверенство на таа функција беше 4,5 месеци, се од август, 2 август, толка се записниците на президиумот на АСНОМ, до 28 мај 1945, значи од 2 август 1944 до 28 мај 1945 година. Со формирањето на првата народна влада на 16 април 1945 година, начело со Лазар Колишевски, Петре Пирузе Мајски, веќе етикетиран како автономист и сепаратист, бил тргнат од македонската државна политичка сцена и упатен на работа како судија во Сојузниот врховен суд во Белград. Со неговата богата борбена биографија, со неговиот морален кредибилитет, огромна енергија и посветеност на Македонија, Мајски беше директна препрека за државно-партиските функционери, кои интересот на Југославија и комунизмот го поставија над македонскиот интерес, па во името на револуцијата почнаа да ги јадат нејзините чеда. Ние знаме колку беше значено тоа токму создавање на една граѓанска основа на правосудството, каде што Пирузе како правник и инаку и адвокат многу добро ги познаваше стручно како интелектуалец што беа потребите во создавањето на младата македонска држава. Особено да се намали влијанието на воените судови, ние знаеме што натаму правеше ОЗНА и подосна УДБА. Со своите действија се ставаше над цивилните органи, се ставаше над граѓанската власт, над
самата држава. Како млада македонска држава, федерална единица во рамките на тогашната Демократска федеративна република Југославија, Петре Пирузе имаше една исклучително плодотворна дејност. Во 1947 година, само 2 години по неговото испраќање во Белград, била донесена одлука за одземање на партизанската споменица 1941, доделена во 1945 година. Јас не се борев да бидам врховен судија во ФНРЈ. Јас се борев да бидам во Македонија, но другарите така решиле. Обавувајќи ја чесно функцијата на врховен судија и почитувајќи ги фанатично владењето на правото и нормите на Уставот, со убедување дека државата треба да се гради врз правни основи, токму на неговото работно место во Белград, на 14 ноември 1950 година, Мајски беше лишен од слобода. По налог на президиумот на АСНОМ, Петре Пирузе Мајски во декември 1944 година, јануари 1945, тоа време, крајот на 1944 година, беше испратен во Бугарија за да ги повика македонските интелектуалци кои што по ова или оно емигрирале во Бугарија, а кои ги имаше многу во тоа време во Бугарија, ги имаше доста, околу 2 милиони македонци имаше само во Бугарија, да ги повика дека е Македонија слободна и да се вклучат со сите своји интелектуални сили, со сите своји потенцијали, стручни потенцијали, да се вклучат во создавањето и развојот на младата македонска држава. Тоа беше една благородна цел која кореспондираше со идејата за една поширока јужнословенска федерација која натаму ќе прерасне во Балканска федерација. Во Бугарија беше тоа проследено посебно од британската обавештајна служба, која што веднаш донесе написи такви по англиските весници, дека еве Македонија оди кон тенденција за отцепување. И тоа беше проскрибирано, тоа беше анатемисано и тоа беше нешто поради што Петре Пирузе беше најмногу измачуван на Голи оток или оток на смртта, како што го нарекуваат, а подосна, што е индикативно, но и страшно за нашиот македонски синдром, дека половина членови, повеќето од половината членови на президиумот на АСНОМ беа екзекутирани по разни основи, беа всушност ги завршија своите животи на Голи оток или по затвори. Семејството многу подоцна беше известено за неговото апсење и затворање. Набрзо е испратен на Голи оток, без официјално образложение. Таму останал на општествено превоспитување до февруари 1954 година, кога е пуштен на слобода. На Голи оток бил доведен со 7-та група, заедно со белградската група затвореници. Уште на бродот пунат бил крвнички претепан, заедно со уште еден македонски деец, Мире Анастасов, и некои други повидни личности кои биле поименично повикувани. Таму, на Голи оток, запишал Димче Аџимитревски, Петре Пирузе Мајски доживеал вистинска голгота, поминување ни страшниот крвав строј, така наречен топол зајак, плукање и понижувања, бојкот, тешка физичка работа, изгладнувања до продолжување на иследничката пеколна игра, составање под кебе. Петре Пирузе е прогласен за најопасна банда, за предавник на партијата и на социјализмот, за предавник на својот народ. Заради неговите залагања за обединување на Вардарска и Пиринска Македонија, од него барале да признае дека е бугарски шпион. И покрај големата физичка кондиција, под силните тортури, Мајски за кусо време станува сенка која се движи. На заканите на иследникот дека ќе биде уништен ако не престане да пркоси, ако не ја прифати раката на соработката и ако не се исчисти од неговата злосторничка дејност против партијата и против народот, Петре Пирузе достоинствено одговара: "Мојата совест е чиста. Секогаш сум услужал на народот, за негово добро, за негова слобода и правда. Одамна јас не си припаѓам себе си, па со тоа и твоите закани не ме плашат." По овие зборови трпи уште пожестоки измачувања од секаков вид. Врз него посебно се применувал најсуровиот метод на физичко и психичко истоштување, ставање под кебе, кое трае повеќе месеци. Тоа значело секоја ноќ да биде изложен на исследување и безмилосно тепање.
За карактерот на Петре Пирузе зборуваат многу негови соборци и луѓе кои што слушале од други и така натаму. Тоа го има и во оваа книга. Петре Пирузе беше исклучително правдолюбив човек и исклучително честен човек. Поседуваше и голема скромност. Никогаш себе си не се истакнуваше и покрај тоа што повземаше големи действија, многу иницијативи, меѓутоа имаше во себе си секогаш една многу благородна жичка, една благородна нишка во себе си, знаеше да им прости на луѓето ако сгрешат. Само се опомена, за разлика од некои луѓе кои што действува екзекуторски, а тоа е многу добро познато, кој како се однесуваше и таму, дури и во тие тешки времиња и во тие тешки услови. Знаете, најтешко е да се биде и остане човек кога е тешко и кога се работи под многу тешки околности. И тогаш Пирузе знаеш да им прости на соборците, да ги опомене само и да им каже да повеќе не грешат, но да продолжат. Бил рехабилитиран во 1966 година, а следната 67 му била вратена партизанската споменица 1941 година, во време кога начело на Сојузот на комунистите на Македонија беше Крсте Црвенковски. Сепак, неговата рехабилитација не била целосна. Наполно деградиран, работи како правник во Сојузната управа за ветеринарство во Белград, а дури во 1970 година повторно е вратен во редовите на Сојузот на комунистите. Јас лично сметам дека една од неговите поднаводници вини е тоа што уживаше огромна, голема популарност кај народот. Кај луѓето, посебно од Дебарца и Малесија, луѓе со кои он таму војуваше, луѓе каде што он беше и командант на втора оперативна зона на крајот кришата. С првата слободна територија во Македонија беше Дебарца. Целиот главен штаб отиде таму. И таму ја действуваше. За Петре Пирузе историјата поновата, таа југословенската, не зборуваше многу, бидејќи се знаеше која струја владееше овдека во Македонија. Меѓутоа, Петре Пирузе секогаш ги истакнуваше другарите, како што велеше он, а никогаш себе си. И сега него тоа беше навистина, но едно беше среќен, што сепак, колку толку, својата идеја, за која даде својата младост, а тоа беше комунистичката идеја, се овоплоти барем до некаде во социјализмот, ја виде отелотворена на некој начин со сите девијации, иако можем да кажам дека и по војната беше постојано гонет. Документите што зборува сега, последните, неговото досие е отворено, каде што е комплетно следен до последен момент до спуштање во гроб од државните органи, следен и преку неговото досие стои државен непријател. Политички дискредитиран, Петре Пирузе Мајски како пензионер умира на 12 јануари 1980 година во родниот град Охрид. И тогаш за последен пат партиско-државната бирократија ги прекрши законите и се огреши во однос на неговата личност при неговото посмртно испраќање. Имено, со законот за партиската споменица 1941 година било предвидено закопот на посмртните останки на покојникот да се изврши на државен трошок и подигање на споменобележје. За него изостанаа и војните почести што му следуваа како воен раководител и носител на споменица. Ништо од тоа за него не беше направено. Тоа е трагедија на еден човек кој што, но и една големина на еден човек кој што целиот свој живот го посвети на револуцијата. Он е, според мене, македонски Че Гевара. Слична судбина како и Петре Пирузе доживе уште еден од македонските дејци, Лазар Соколов, блискиот соработник на Методи Андонов Ченто, учесник во македонското национално слободително движење во периодот меѓу двете светски војни, учесник во Народно-слободителната војна, асномски деец, припадник на групата автономисти и сепаратисти, човек кој се залагаше за интегрално решавање на македонското прашање и за поголема економска самостојност на демократска федерална Македонија во однос на федерацијата. Мојот деда Лазар Соколов е роден во Кумана во 1914 година. Тој е потомок на
на дедо Сокол, кој е и дедо Панцо, тоа се неговиот дедо и неговиот татко, кои биле активни учесници во Илинденското востание. По неговото раѓање, тој основното и средното образование ги завршува во Куманово, од каде потоа отишол да студира во Загреб. Тамо во студентските денови во Загреб тој зима активно учество во многу здруженија, од кои за Македонија најбитно е здруженијето Вардар, каде што било сочинето од македонци кои земале активно учество во поставувањето на македонското прашање и како би се демократизирала тогашната југословенска држава. Друштвото Вардар формирана во есента 1935 година во Загреб. Негов секретар бил Лазар Соколов. Тоа ги собирало македонските студенти, напредни интелектуалци од овој период кои се бореле за афирмација на македонската историја, на македонската култура и на македонскиот јазик. Подоцна вакви друштва Вардар се формирале од студентската младина од Загреб, Белград и Скопје, од македонската студентска младина и биле доста активни во промовирањето на македонската национална самобитност, бидејќи во овој период, во рамките на прва монархистичка Југославија, македонскиот народ не беше национално признаат, односно беше преименуван како јужносрбијанци, односно како дел од српскиот народ. Во текот на Втората светска војна, илегално соработува со Народно-слободителното движење. Станува член на акциониот комитет на Народното ослободување на Македонија, формиран во Скопје во есента 1943 од страна на Кузман Јосифовски Питу и работи врз организирањето на иницијативниот одбор за свикување на АСНОМ. Истовремено, тој е еден од критичарите на манифестот на Генералниот штаб на Нов ИПОМ, каде решавањето на македонското прашање беше врзано за Југославија, а не се поставуваше обединувањето и државотворното конституирање на целиот македонски народ. Во април 1944 година, по партиски налог, заминува во партизанските единици, но не престанува неговата дејност во организирањето на првото заседание на АСНОМ. Како член на АСНОМ се ангажира врз подготовка на бројни материјали, особено околу заклучоците, актите и мерките кои биле поврзани со економските прашања. Тој истовремено бил задолжен да подготви реферат за првото заседание на АСНОМ на тема Борбата на македонскиот народ за национална слобода. Во текот на војната, тој во едно велешко село има одржано говор, јавен говор, каде што ги презентира економските темели како би се поставиле за идната македонска држава. Тоа било 1944 година, од каде потоа пред почетокот на президиумот на АСНОМ, кога се биле сите тие подготовки, тој добил задолжение да направи еден реферат. Тој негов реферат не бил прочитан на првото заседание на АСНОМ, од причина што не била доволно истакната југословенската идеја во тој реферат. Имено во својот реферат, следејќи ги илинденските традиции и на тамошниот континуитет на национално-слободителната борба на македонскиот народ, Соколов веројатно недоволно е нагласил заедничката борба со југословенските народи и раководната улога на Тито и Комунистичката партија на Југославија. По изборот во составот на првиот президиум на АСНОМ, Соколов заедно со други македонски интелектуалци е отстранет од локалниот терен, за потоа во погодна прилика да биде политички дисквалификуван. И во целиот негов животен век тој станува всушност најблискиот соработник на Методија Андонов Ченто, бидејќи Лазар Соколов како човек кој со економско образование, бидејќи завршува вишата економско школа во Загреб, значи како таков еден школован економист, тој се придружува на ставот дека во овој период Македонија треба да има покрај политичката, нели, бидејќи прв пат македонците формираат
формира своја држава и нормално е да се бара поголема самостојност на Македонија во однос на Федерацијата, но она што е карактеристично за Лазар Соколов е тоа што тој барал и поголема економска самостојност на Македонија. И можеби многу еретички звучело неговото предавање кое во февруари 45 година го држи во Белград со наслов Економската положба на Македонија и каде се залага за таквата поголема економска самостојност на Македонија. Неговите критики на недемократските методи на работа на Комунистичката партија, на слабостите на економската политика, застапувањето на идејата за обединување и создавање на независна Македонија и така натаму, биле воочени од педантната служба за внатрешна безбедност. Поради неговите идеи за независна и суверена Македонија, која што се залагал во текот на војната и потоа, бил следен од страна на тогашните тајни служби на Југославија. Од тие причини 1949 година тој бил уапсен, каде што потоа бил испратен на Голи оток. Тој период се одвивал од 1949 до 1951 година. По настанатиот судир помеѓу КПЈ и земјите на Информбирото во 1948 година се променила положбата на многу македонски комунисти, кои не можеле преку ноќ да се прекршат и да се откажат од вербата во Сталин и болшевизмот, во кој дотогаш сите се крстеле. Лазар Соколов, заедно со другите асномски дејци како Петре Пирузе, Васил Калајџиски, Кирил Петрушев, Владимир Полежиновски, како и со голем број македонци кои работеле и живееле во Белград, но и при престојот во Скопје, во меѓусебните контакти дискутирал околу резолуцијата на Информбирото и нарушените односи меѓу Тито и Сталин. При тоа имал своји одделни погледи, особено за критиките на Сталин околу недемократските и полуилегалните методи на работа на КПЈ, односно застапувал погледи кои се разликувале од официјалниот став на Јосип Броз Тито и Политбирото на Централниот комитет на КПЈ. Според изјавите на Владимир Полежиновски, меѓу другото, Соколов сметал дека Југословенската партија треба да присуствува на заседанието на Информбирото во Букурешт. Заради таквите ставови, не само Соколов, туку и бројни други раководители од цела Југославија беа осудени како информбировци. Фактички Лазар Соколов е уапсен 49 година токму во истиот период кога во јули се формира и логорот Голи оток, каде беа одведувани луѓето кои се покажа како приврзаници на Советскиот сојуз и Информбирото или пак заради нивните поинакви ставови, ова беше карактеристично за македонските дејци, најголемиот дел заради силно изразени промакедонски ставови, заради неоткажување од идејата за обединета Македонија, значи беа прогласени за соработници на Советскиот сојуз, на Информбирото, симпатизери на Сталин и во голем дел одведени на Голи оток. Значи трагична е судбината на овие членови на АСНОМ, каде покрај Лазар Соколов, нели беше одведени Генадиј Илиев, Лешко, Владимир Полежиновски, Петре Пирузе Мајски, Мире Анастасов, Венко Марковски, значи една плејада македонски дејци, интелектуалци, револуционери кои се вградеа во создавањето на современата македонска држава. По административна постапка бил испратен на општествено корисна работа на Голи оток. Таму останал до 1953 година. Неговото семејство ги преживувало траумите на изживувањата на режимот со семејствата на политички затвореници, особено на оние кои тешко се превоспитувале, токму заради фактот дека немале никаква вина кон својот народ и држава. Извесно време по враќањето во нормален живот, во 1961 година, Лазар Соколов поднесува барање за добивање споменица 1941. Во рамките на процедурата за добивање на признанието, му биле правени пречки заради неговиот престој на Голи оток. Па видете вака, он кога се врати од Голи оток, не му се смениле него идеите секогаш му биле и за независна Македонија и се што се однесува во таа област. Така да само што беше поттивок и не збореше многу за тие работи.
Најчесто што ми изборувала баба ми, тоа најчесто се присетувал со неговите пријатели од тоа време како што се Полежи на Кирил Глигоров и другите од првото издание Насно. На професионален план, Соколов продолжил со својата научно-истражувачка работа на планот на економијата. Со неговиот опус учества во бројни проекти, меѓународни научни собири и економски форуми, станал еден од најпочитуваните економисти во тогашна Социјалистичка република Македонија. Како прва внука на Лазар Соколов и неговата сопруга Лилјана Соколова, моето детство го поминав со нив. Лазар Соколов го помнам како човек кој што има мощни позитивни карактеристики како личност, што ретко се среќава: честност, скромност, работливост, трудолюбивост, упорност и храброст. Го помнам како човек кој што често беше на своето работно биро и често ги твореше своите трудови, зашто сведочат и 123 труда кои што ги има напишано и за кои што има добиено многу признанија. Еве во денеска, после толку години и со самото осамостојување на Македонија како независна држава, се оствари неговиот сон, конечно Македонија да добие своја сопствена држава, и ние јас ко негов потомок сум благодарен што конечно на виделина искочи неговата величина како човек и бидејќи оставил голема трага во македонската историја, за да може ние денеска да имаме своја држава каде што би живееле и би твореле, и секако ние како фамилија да продолжиме во тој правец, да се сакаме својата држава, да твориме за неа и да ги пренесуваме сите тие работи од колено на колено. Лазар Соколов починал на 4 јануари 1984 година и зад себе оставил импресивен авторски опус. Никогаш не се откажал од своето комунистичко определување како член на Сојузот на комунистите на Македонија. Во извесен период се вкрстуваат животните патеки на Лазар Соколов и Владимир Полежиновски, кои како дејци на АСНОМ набрзо беа испратени на нови должности надвор од Македонија, судени по резолуцијата на Информбирото, одведени на Голи оток и потоа вработени како научни кадри во Економскиот институт во Скопје. Владимир Полежиновски, Полежина, е роден на 6 декември 1912 година во Кичево. Од татко Јонче се викат Полежина, брат Круме, а сестрите му имат една Пица, Шишкинце викат, другата Нала, а третјата се викат Васа, Каренитич, инаку бујна ми беше, не студена су бујна, таму имат момчило Полежина, што е незиње, и тој професор беше на факултетот во Скопје. Тој завршил во Кичево гимназија, потоа учел гимназија во Битола, каде најверојатно на коледжот во Битола го научил францускиот јазик и како имучно семејство го праќаат на студирање во Париз. Во Париз тој покрај студиите од правните науки и економските, тогаш бија заедно тие, тој продолжува во 1939 година да ја брани докторската дисертација на Сорбона. Како доктор, по завршувањето на тие студии, бил веќе времето доаѓа во бившата југословенска војска да биде повикан да отслужување на војниот рок. Тој отслужува војниот рок, а потоа се враќа во Кичево, во родното место. Во народно-слободителната борба во Кичевскиот крај се вклучил од октомври 1941 година. Кон средината на 1943 бил уапсен од италијанските окупаторски власти, а по капитулацијата на Италија 8 септември 1943 заедно со другите политички затвореници бега од затворот. Меѓутоа неговата работа ја согледува
главниот штаб на Македонија, дека тој ќе биде од корис како човек, го вклучуваат во главниот штаб, бидејќи некаде во Дебрца таму се пишувал манифестот на главниот штаб, кој бил и како подготовка за заседанието на АСНОМ. После преспанското советување од 2 до 4 август 1943 година, веќе се работи активно за подготовка за организирање на Македонско собрание на АСНОМ. При крајот на јули 1944 година бил избран за делегат на АСНОМ. Во летото 1944 година во селото Ехловец, тоа е во Копачијата село, се одржува околинска конференција. На оваа околинска конференција на партијата за делегати на АСНОМ се избрани доктор Владимир Полежина од Кичево и Злате Тренецки од селото Кленоец, кој тогаш бил секретар на околинскиот комитет на Комунистичката партија за Кичево. А на 2 август е избран за член на президиумот на АСНОМ и за еден од неговите секретари заедно со Љупчо Арсов. Всушност, тука и завршува нивната заедничка допирна точка. Голема е улогата на Владимир Полежиновски на ова заседание, кое што треба дополнително да се доистражува. Интересно е сведоштвото на Киро Глигоров за Полежиновски, кој што треба да се спомене, дека во моментите кога размислувале какво раководно тело да формираат, било одлучено, односно Полежиновски одлучил, дал предлог да се формира еден президиум. Глигоров спомна: седиме во равно, сите расположени. Не знаевме што да формираме, се погледнувавме сите во очи. Митоа тогаш стана во Полежина и кажа: русите имаат президиум и ние треба да формираме президиум. И така навистина стана, формиравме президиум. Полежина продолжува со својата активност, но за жал, од кои причини се уште мене не ми се познати, тој на првата конференција уште на АСНОМ, уште 1944 година, тој е определен да биде делегат во Југословенската војска, да оди на ВИС, а потоа да оди во Германија да ја води таа југословенска делегација. Значи, според мене е тој отстранет од редовите на она, затоа што тој е правник. Тој можел да многу допринесе во создавањето на македонската држава и државност, затоа што тој од Париз при своето престојување во Франција ја донесол декларацијата за правата на граѓаните. И таа декларација е вградена во документите на АСНОМ, што ја немаат и другите собранија, ни српското, ни хрватското, ни босанското. Уште тогаш беа овековечени правата на граѓаните, затоа што на АСНОМ се зборуваше покрај на македонски, имаше и документи кои се предлагаше да бидат и на албански, и на турски, за сите нации кои живеат и народи кои живеат во Република Македонија. Значи немаше двоење, немаше издвојување на некоја на македонската нација над другите нации, значи според таа декларација. Интересна оваа декларација, бидејќи таква декларација не била усвоена ниту АВНА и не усвоила таква декларација, и со тоа македонското политичко и војно раководство и самиот Владимир Полежиновски се покажал и докажал дека има голем демократски капацитет, и со тоа се разбира, може да кажеме дека и самото раководство било спремно за формирање на држава од демократски тип. Како и другите интелектуалци од редовите на президиумот на АСНОМ, во ноември 1944 година, Полежиновски е повлечен во Белград, а оттаму во март 1945 бил упатен во Франција како член на војната мисија со седиште во Париз.
На оваа должност останал до септември 1945 година, а потоа е упатен за член на мисијата на ФНР при контролниот совет во Германија, со чин активен подполковник, каде останал до октомври 1948 година. Но тој оди во Франкфурт на Мајна и после една средба со една руска делегација, тој е притворен, вратен во Белград и во 51 година е затворен и испратен на Голи оток. Тоа е еден многу чуден, да кажем, дел од македонската, од поновата македонска историја. Непосредно преди по ослободувањето на Македонија, за спроведување на таа пројугословенска политика морал да се очисти патот од интелектуалците, од така наречените автономисти и сепаратисти, и дел од нив завршиле по разни основи на служба во Белград, други по затвори, потоа и на Голи оток дел од нив. Врз основа на ваквите заклучоци, во почетокот на јуни 1949 година, Полежина бил демобилизиран од Југословенската народна армија како непожелен и ставен на располагање на председателството на владата на ФНР. По негово барање, председателството го упатило на должност во Економскиот институт на ФНР, каде останал до неговото апсење во 1951 година. Сето тоа се случуваше во рамките на Титовото расчистување со Сталиновите приврзеници, со примена на најбруталните сталинистички методи. Покрај политичките затвореници, на масовен терор беше изложено селанството, кое со насилство беше вклучувано во селските работни задруги за време на колективизацијата на селото во периодот 1949-53 година. Преку оваа мерка југословенското раководство сакаше да му докаже на Сталин дека КПЈ не се откажала од изградбата на комунизмот на село. Како македонски кадри, Полежина и Пирузе, а особено Соколов, исто така не ја прифаќаа преориентацијата на петгодишниот план, со која се даде предност на развојот на северните делови на Федерацијата, а Македонија како аграрно подрачје служеше за извлекување на екстра профит преку ножиците на цените, кои секогаш беа отворени во корист на индустриските за сметка на аграрните производи и на кое посебно инсистирал Борис Кидрич, раководителот на Стопанскиот совет на ФНР. Со решение на Комисијата за прекршоци на Народниот одбор на првиот реон на Белград, Полежиновски бил казнет на 24 месеци општествено корисна работа во предпријатието Мермер на Голи оток. Таму останал се до април месец 1954 година. По ослободувањето од Голи оток тој се враќа во Белград и таму, согласно со таа политика на Комунистичката партија на Југославија за рехабилитација на оние што под наводници се огрешиле кон партијата, е примен во државна служба. А потоа доаѓа во Скопје и се вработува во Економскиот институт. Тогаш, за среќа, во иста канцеларија работи со нашиот председател на првата македонска влада, Никола Клјусев. Клјусев, запознаен со личната и семејната драма на Полежиновски, меѓу другото, искажуваше голем респект кон него, па во една прилика ќе изјави: "За Полежина знаев од документите, од прогласот на президиумот, а кога дојде во институтот во Скопје, особено бев радосен. Се сретнав со човек што знаеше многу. Од него научив многу работи. Беше мирен, тешко разговараше за поминатото време на Голи оток. Само понекогаш евоцираше спомени за Петре Пирузе и Лазар Соколов." А поќето беше тако по тип да чути, да не кажат, да не зборат многу. Затоа што, знаеш, кој се стоит, не зборуваше многу. Секој ден беше, кога дојде од вака, на плажа, секој ден оеше на плажа, во река на Треска, како што одел ко млад, така си продолжи да ојде. Пред да ојде Скопје, на капење си беше, кај што одел како дете. Владимир Полежиновски починал во Скопје на 16 јуни 1980 година поради нарушеното здравје. Во истиот период на голооточкото превоспитување на Пирузе, Соколов и Полежина,
во логорот пристигнал уште еден член на првиот президиум на АСНОМ, Генадий Илиев Лешков, заедно со неговиот син Раде Лешков. Тој е од село Сланско и тој па преселен во село Дреново за време после заминувањето на Турската империја. Иначе таму имаат купено име, имат во Дреново Илија татко му се викал, тој ги имат купено и живееше во село Дреново Генадија Лешко. Со почетокот на Втората светска војна, во 1941 се вклучува кон народно-слободителното движење. Како активен, тој еден од активните, ќе повторам, во нашава околија, беше член на Комунистичката партија на Југославија. И затоа кај него е формирана првата партиска ќелија во село Дреново. На куќата споменицата стои и ден денеска. По таа активност за која што учествуваше со партиските ќелии во Прилеп, Ропотово, Дебарца, каналот му беше во куќата него кај него преку Дреново и од тие активности замина за делегат од нашива околија на заседанието на АСНОМ. Бил назначен за член на иницијативниот одбор за свикување на АСНОМ, а потоа станал член на првиот президиум, се до второто заседание, одржано од 28 до 30 декември 1944 година. Со враќањето таде, исто така продолжи со активностите, ама све до ослободувањето на Македонија. Кога се ослободи 1944 година, Македонија стана прв председател на околијата Македонски брод. Како председател функцијата вршеше неколку години, се не знам точно ли не врше неколку години, али активно ја вршеше и секогаш беше тој во организацијата, да речеме. Уапсен е на 4 јуни 1952 година заради ширење на информбиро пропаганда. Се вака, 48 година кога дојде ИБ, информирото што викаме ние, пократко ќе биде тука, тие на еден прв состанок од 50-та година и бев веќе член на партијата. Али до тогаш имав партизански стаж, с коева сме водени. Така беше организирано, кој сега да речеме. И тогаш партијата раководеше. И 48-9 година, не за која точно да ме дадем, 49-та мислам ми формирото беше, тој заглави со тоа. На еден состанок партиски веднаш што викавне Тито Сталин, тој на состанокот вечерта и прашуваат сите членови, ти за кого си, за Русија или за вамо? Ти за Русија или за вамо? Ти за Сталин или за Тито? И овој тога е рекол, па ние заедно стално сме со Русија и така остана на тоа. По неколку дена и тој и син му Раде во голиотот. Ете за тие зборови. Според полициските белешки, имал лошо држење во истрагата. Во затворот се држал тврдокорно и не ја признавал својата непријателска дејност. Еден месец подоцна, во јули 1952, со решение на јавното обвинителство на НРМ, се запира кривичната постапка против Генадий Лешков, бидејќи со дотогашната истрага не биле прибрани достаточно докази за кривична одговорност, а се утврдува постоење на дело од помал општествено опасен карактер, заради што се носи решение да биде предаден на Советот за прекршоци и на внатрешни работи на НРМ, за да биде административно казнет. Советот за прекршоци при Министерството за внатрешни работи на НРМ на 10 јули носи решение со кое се изрекува заштитна мерка упатување на боравок во траење од 2 години. Истовремено, со него на Голи оток е упатен и неговиот син Раде Лешков, кој раскажува потресни моменти од логорскиот живот на Петре Пируземајски. На Голи оток, според полициските белешки, Генадий Лешков истапувал непријателски, не покорувајќи се на мерките за превоспитување. Како таков ги популаризирал непријателските елементи како Методија Ченто и други. Постепено, под силен притисок, наводно ги ревидирал своите информбировски сваќања. На крај, неговото држење било оценето како добро, но со оглед на тоа дека уживал авторитет во својот крај, по излегувањето од Голи оток, односно отпуштањето од мермер, заведено во јануари 1954 година, повремено е контролирано неговото држење. После тоа беше веќе затворен човек. Оти незадоволен од овие активности што искажане пред тоа. И кој да е и Мико, да е и
другиот и третиот, така ќе би. Тој не беше веќе после задоволен и остана така анонимен, така речено. Во средината. Тој паси живееше, друга си вака во Брод живееше, тој е стар зеде. Кој се врати од Нови Оток. Ама беше поповлечен. Починал на 9 јули 1980 година во селото Дреново Бродско. Уште еден македонски деец кој го почувствувал на своја кожа режимот на голооточкото превоспитување, Васил Калајџиски, член на президиумот, а потоа министер за правосудство во владата на Народна република Македонија. Калајџиски е роден на 4 февруари 1907 година во селото Вевчани, Струшко, во земјоделско-печалбарско семејство. Беше човек со потекло од село Вевчани, меѓутоа своето образование го завршил со студии во Белград на правниот факултет и сигурно дека дружењето со белградските студенти имало влијание во неговиот натамошен развој, да ги прифати напредните идеи и секогаш да биде во дух со народот. Беше народен човек, се дружеше со обични луѓе кои што ја сакаа Македонија и така почина со желба за подобра иднина на нашата држава. Во јуни 1944 година Калајџиски стапува во партизани и се приклучува кон подготовките за првото заседание на АСНОМ. На седницата од 6 август тој е кооптиран за член на президиумот. При крајот на септември истата година работел како член на Битолскиот областен народно-ослободителен одбор, каде што го водел судскиот оддел како прочалник. Од февруари 1945 бил назначен за председател на новоформираниот окружен одбор во Охрид, а во месец април бил избран од Народното собрание на Македонија за член на Врховниот федерален суд во Скопје. Во почетокот на јуни истата година бил избран за председател на Врховниот суд на Македонија. Во април 1946 година, како член на владата, бил назначен за министер за правосудство. На таа функција останал се до неговото апсење, како приврзеник на резолуцијата на Информбирото на 19 август 1949 година. На апсењето на Калајџиски претходел притисок од страна на Цветко Узуновски Абас, кој го принудил Калајџиски да потпише изјава дека ќе соработува со службите. Всушност, се работело за принципиелниот став на Васил Калајџиски за легално и регуларно собирање на златото во Македонија, при што бил вклучен во истрагата околу исчезнатите поголеми количини злато, а во што бил вмешан Цветко Узуновски. Но и покрај се, Калајџиски одбивал да дава информации, заради што набрзо бил уапсен, а потоа испратен на Голи Оток. Премногу беше голема разликата. Тој 907 роден, јас 49 година. Од трите деца јас бев најмалиот и некако имавме убав родителски однос со децата, меѓутоа никогаш ништо не зборуваше за маките, за тешкотиите низ кои што поминал. Многу работи за него ги дознавав отпосле, како почина, негови пријатели, другари доаѓаа на сочувство и зборуваа за него и за случките кои што му се случувале во животот и за време на партизани и за време на престојот на Голи Оток и така натаму. Никогаш ништо не спомна за премрежијата кои што ги има поминато во својот живот. Во истражната постапка сослушувани се повеќе личности со кои комуницирал Васил Калајџиски или пак на некој начин биле меѓусебно поврзани. Нивните ставови
каде бил дочекан од крвавиот шпалир. Семејството ниту знаело, ниту смеело да праша каде е. Дури по една година пристигнала дописница од Бакар, а потоа повремено на сопругата и трите деца им испраќал строго контролирани дописници од наводното предпријатие каде работел, дека е добар и дека е гради татковината, дека е среќен бидејќи согледал што значи партијата. Во суровата школа на превоспитување на Голи Оток останал до април 1953 година, бидејќи казната му била продолжена за 12 месеци, така наречен престој во одредено место. Бил затворен по основ на ИБ, заправо настрадал од некои криминалци во тогашниот систем. По враќањето назад работел во проектантска фирма План како правник, потоа бил вработен во Министерството за здравство како правен советник, како шеф на правната група. Воглавном ги пишувал законите за здравство во тоа време и на таа позиција 73 година почина после една лоша докторска интервенција во Велес. Кога би барале основен именител кој ги поврзува Петре Пирузе, Лазар Соколов, Владимир Полежиновски, Генади Лешков, Васил Калајџиски, тоа е пред се нивната борба за национална слобода